акција. Добро беше? Поддржано од Jumping Clay Македонија. Што да правиме сега? И да видиш каков фустан си купив вчера. Многу е убав. Бел со кратки ракави и многу ми одговара со една блуза. А јас си купив еден фустан, црвен, со прерамки. Многу убаво ми стои. Баш се гледав на огледало. И исто така си купив една тренерка, малце со премногу знакчиња и со многу шари, ама ми се допаѓа. Ја видев вчера Ана што направи? Леле, многу беше лошо. Како можеше да добие на тоа? Значи, многу беше лесно, а добие единица. На што личи тоа? Само црно да носи и после се фали со тоа. Боже, како некоја кралица. Се има црно нешто као... Многу се прави важна. Не ке ништо друго, само црно нешто да носи во училиште. А и што да правам, бе? Нешто. Види? Лука заспа. Стварно. Ај, да одиме да му купиме сладолед, да го изненадим. Може, ајде. Безобразни. Тука ме оставиле сам да спијам на улица. Веќе не им зборувам. Кај е Лука? Да, зошто го нема? Може го киднапирале. Па можно е, да. Да се јавиме во полиција. Може. Ајде, кој беше бројот сега? 192. Ајде, побрзо. Ало, полиција. Ние отидовме да купиме сладолед и имаше едно дете со нас, го киднапираа. Да, кога се вративме го немаше, го киднапираа. Улица Даме Груев 7. Добро. Рекоа ќе дојде за 5 минути. Добро, ајде. Ајде си оди. Не го звука. Здраво, Лука. Добар си? Како сум? Јас со вас веќе не разговарам. Уште ми избегавте, па ме пријавивте во полиција. Не разговарам со вас. Чао. Дали знаете дека во највисоката планина Еверест има бежичен интернет? Се качуваш на планина, можеш да си гледаш на телефончето. Во светот се пијат 2 милиарди кафиња секој ден. Тоа е многу кафе. Еукалиптус. Тоа е растение што го јаде само коалите. Па нели ние го јадеме? Има мастики од еукалиптус. Повеќе луѓе имаат мобилни телефони отколку тоалети. Таа технологија што ни прави. Во 2001 година во Аргентина во период од 10 дена се смениле 5 различни председатели. 5 председатели! Се период од дечки кој сака да ги зема? Јас! Дај ги! Значи, текај! А зашто ти ги зема кога на двете не ги даде? Па јас побрзо ги земам, сега се мој. Добро, Верен, дај една рака да земам. Па не може, малку и останале, дури нема ниту за мене. Каква другарка си ти, Ана? Јас сум супер другарка. Па зашто не ја даваш на Клара ни една? Јас си ги фатив прва и плюс многу сум гладна, од сабајле немам јадено.
Ама Јана, знаеш дека правите другари ќе споделуваат? Другари. Па јас поделувам, но сега има малку, не гледаш? Сите си ги изела, мене само малку ми си ми оставила. Да бе се, јас сум ти крива. Да. Јана, ти не си другарка. И дека прават само себичните деца. Како па да не, јас се бајли го наострив моливот со мојата острелка. Ми дајат буканите за сите вас, не се само за тебе. Добро бе, ако толку сте запнали, еве ќе ви дадам на ваш. Сакаш? Да. Ти сакаш? Да. Толку нема ни за мене, гледаш? Се пријадов. Мене ме заболи стомакот, ама не од пуканките, туку од твојата скржавост. Скржава си. Да, скржава си. Точно, скржавка си. Јас скржава? Епа, еве ви сега по една насвртка и ај чао, јас си отидов, немам другари како вас. И еве пак со нови пуканки. Си ги купи пак да сама да си ги јадеш? Да, односно, не. Јас ги купив за вас. И извинете што преска така ви реков. Конечно свати. Повелем. Повелем. Дали сте знаеле дека некои луѓе јадат пржени тарантули? Што? И уживаат во вкусот. Можам да замислам колку е тоа одвратно. Дали сте знаеле дека на планетата Марс зајце сонце е сино, а не портокалово, А зошто е тоа така? како на земјата? Јас не разбирам, може некој да ми објасни? Змијата Бо може да си го проси својот врат. Вау, јас сакам така? Знаете дека на едно место е забрането да джвакате мастика на улица? Ево, Сингапур тоа е забрането. Значи треба скришно дома да си джвака мастики. Дали сте знаеле дека во Финска има надпревар кој подалеку ќе си го фрли свот телефон? Глупости па? Што ќе се случи ако ти се скрши? Изгледа фрлаат стари мобилни телефони. Внимание! Овие експерименти се вршат под стручен надзор на професионалци. Во нив се користени хемикалии кои може да му наштетат на човековото здравје. Користени се сите превентивни мерки за безбедност. Ве предупредуваме да не ги правите во домашни услови. Добар ден, драги гледачи. Значи, денес ќе ви покажам нешто интересно за кое може би сте слушнале. Тоа е сублимацијата на јодот. Јодот, тој сублимира, се пишува обично како И2, спаѓа во групата на халогенни елементи, се наоѓа под флуорот, хлорот и бромот, а над астатот. Нешто интересно за него е што за разлика од сите други халогенни елементи, освен можеби астатот, е цврст. Флуорот и хлорот се гасовити, бромот е течен, а јодот е цврст. Сега, овој јод, доколку го загрееме, тој од цврста агрегатна состојба директно преминува во гасовите. Честички во цврста агрегатна состојба тие се некако вака наредени, уредно, блиско едни до други. Кога се во гасовите состојба тие се многу по возбудени и затоа се на сите страни расфрлени, да речем. Зошто ова се случува? Зошто јодот преминува од цврста директно во гасовите состојба? Епа, тоа не е бидејќи тој не може да се стопи. Всушност, точката на топење му е пред точката на вриење. Тоа значи дека јодот, доколку е загреан доволно, сепак преминува во течна агрегатна состојба. Таа е некаде измеѓу овие две, каде се доста хаотично се движат частичките, но не се сосем, нели, отпуштени. Преминува во течна состојба, но зошто директно во газ? Зошто ние не ја гледаме таа течна состојба најчесто? Како што ќе можете да видите за кратко време. Вака ќе ви кажам, доколку земете вода, обична вода за пиење, таа знаете дека е течна, доколку ја оладите станува цврста, доколку ја загреете станува газ. Доколку ја ставите под вакуум, водата директно почнува да ври дури на собна температура.
бидејќи на притисок понизок од нашиот нормален притисок, на водата и се менуваат својствата. Таа, наместо да врие на 100 степени, како што нели знаеме сите, може да врие и на пониски, дури на 25 отприлика степени собна температура. Јодот исто така, кога е загреан, бидејќи е на за него, како да кажам, низок притисок, веднаш испарува. Скоро е скокнува сосем течната фаза. Сега ќе ви покажам. Запалка! Во ред. Имам запалка. И ќе го ставам бренерот под чашата. Отпрво нема да забележите некоја голема промена поради тоа што има изолатори измеѓу двете и може да забележите како се формира водена парија, тоа е бидејќи јодот го чував под вода и затоа има малку вода внатре. И сега забележувате можеби водена пара, но набрзо ќе може да видите како се образува виолетов газ. Еве веќе се почна да се случува тоа. Можете да забележите дека навистина има виолетова боја. Сега, доколку го тргнам бренерот, ќе може да забележите како, од кога ќе се овлади се разбира, јодот ќе почне да се кристализира насекаде низ чашката. Тоа е бидејќи, како што од цврста директно преминува во гасовите, од гасовите исто така директно преминува во цврста. И заради тоа директно од газ може да се кристализира, овој процес се нарекува сублимација, каде од цврста директно преминува во гасовите. И сега ќе ви покажам уште еден интересен експеримент со јодот. Пак ќе го заграм, повторно ќе го заграм, повторно ќе направам гасовит јод и внатре ќе спуштам едно чкорче. Кибрид! Што? Ова е нафталин, не е кибрид. Сепак, се што објаснив, важи се уште, истото е. Имам запалка, иако ја повикав претходно. Така ти е. Сега, прво ќе го заграм. Значи сега, што ќе направам? Ќе ја запалам коцката нафталин, ќе оставам на стаклото, ќе го тргнам стаклото, ќе ја истурам коцката внатре и потоа веднаш ќе го поклопам. Сега. Нафталинот престана да гори, но сега ќе почнам да го загревам. Тој бидејќи јодот не е оксидационо средство силно колку кислородот, и нафталинот не беше доволно топол да продолжи со горењето. Но подолно загревање. Значи, драги гледачи, можеби можете да забележите бел чад кој се подига. Тој е всушност од продуктите кои што ви ги кажував, измешани со јод, кислород, азот и така натаму. И сега ќе го подигнам капакот и ќе видите нешто интересно во slow motion. Ало? Ало, добар ден, господја, се јавувам од фирмата Перда Positive International, избрани сте по случаен избор. Сакаме да ви ги понудиме нашите производи, значи тие се од природна сила и многу позитивно влијаат на вашето здравје и на вашата позитивна енергија исто така. Значи, господја, станува збор за завеси со високо енергетско поле кое што влијае позитивно на вашето здравје. Значи, како што кажав, доколку ги порачате веднаш, добивате 15% попуст. Ќе ги добиете за сума од само 17.000 денари. Господја, се слушаме, дали сте заинтересирани? Звучи многу убаво, ама немам време, не сум. Ми спушти? Сега ќе. Ало, добар ден. Да, повелете? Дали со вас зборував пред малку за завесите? Да, господја, повелете? Како вие можете мене да ми исклучите? Ама, господја, вие рековте, ми делувавте дека не сте заинтересирана, па јас поради тоа. Па добро, ама не треба вие така да ми исклучите. Немате никаква култура. А вие сте заинтересирана? Не, ама не треба вака да правите. Пак ми исклучи? Добро бе, добро. Ало? Да, повелете? Зошто повторно ми исклучивте?
Господја, значи вие, како што кажав, ми делувавте незаинтересирана, јас според тоа. Ама вие треба да ме убедувате за да го купам производот, не само да ме исклучувате. Да, но вие не ми потврдивте, не знам како... Не ми е јасно, никако не се разбираме. Значи, вие немате општа култура. Вие треба да ме убедувате мене, не да ме исклучувате. А вие сте заинтересирани сериозно за нашиот производ? Значи, не сум, ама овдека не ставува збор за тоа. Не ми се верува, ова е невоспитание. Добро? Ало? Добар ден, господја. Сакам да наречам 15 завеси на адреса Даме Груев, број 7. Добро. Сакам веднаш да бидат доставени. Бројот на мојата картичка е 512 3558 121 3457 1. Во ред. И безбедносниот код е 345. Ве молам за испорака денес. Во ред, господја, ве записав. Леле, тактикава ти е гениална. Порача 15 парчења. Ти реков, денеска имаме 203 порачки. Ќе бидеме прогласени за најдобри работници на неделата. Ви реков, или ќе порачате, или чао! Дали сте знаеле дека сурлото на еден слон може да собере 6 литри вода? Тоа многу е? Толку многу, вау! Навистина вау. Замислете, Никола Тесла се плашел од бисери. Тој ако видел жени со бисери, бегал од нив. Изгледа не видел охридски бисери. Машкиот пингвин и нуди камче на женката. Доколку таа го земе, тие стануваат партнери. Таа пингвинска љубов, колку е сладка само. Дали сте знаеле дека и кравите имаат другарчиња како што и луѓето? И се нарекува кравско пријателство. Што правите, дечки? Јадеме здрава храна. Дајте ми и мене. Не може, ние треба да сме здрави. Јас ќе си купам цела. Ајде си одиме. Ајде. Еј, види ги, си отишле. Сега јас ќе си израм цела. Стрелцет ми треба и баш ќе ми биде убаво. Леле. О, леле. Изгледа дека се пријадов. Ау, ме боли стомакот. О, па нели беше многу здраво? Во 1945 година, еден петел по име Майк живеел 18 месеци без неговата глава. Молам? Језиво! И јас би си отишол, тоа е многу језиво. Дали сте знаеле дека астронаутите кои што живеат на меѓународната вселенска станица гледаат 15 зајдисонца и изгрејсонца секој ден? Е, како ги бројат тогаш деновите? Не. Од голицање можете да добиете џунка на главата. А како? Може да те голицка, да паднеш и да си утреш главата и така стигнеш до џунка. Прекрасна теорија. 68% од купените книги се купени од жени. Жените сакаат да читаат. Метете, вика. Ајде бегаме. Зошто? Бике. Што ако е бик? Па ја носам црвено, биковите одат на црвено. Што? Еве го доаѓа, јас бегам. Здраво, мите. Зашто си отидем ја? Не знам. Ти стварно си бил бик? Не. Па мија така вика.
па тоа сестра ми така ме вика дека сум во хороскоп. Добро. Па ако не и ќе онако, лачи ја ќе ти го дадам ова на тебе. Фала. Нешто? Чао. Чај од хризантеми е омилен чај во Кореја и Кина. А мене ми е најнеомилен чај. Во градот Викторија, во Австралија, само овластен електричар смее да смени сијалица. Чудно. Да повикам електричар само за тоа, нема шанси. Во мозокот не се наоѓаат рецептори за болка. Мозокот е многу чудно нешто. Осоговската планина е највисоката планина во источна Македонија. Највисок врв е Руен со 2252 метри. Абе го виде овој новиот поснова? Не, да го видам? Леле, моци е смешно. Да. А ти го видела? А не, леле. Не се видела на наша школа, добро да линија. Здраво, дечки. Здраво. Што правите? Ништо, седиме. Како сте? Супер, ти? Супер. Видете, имам нов тротинет. А, многу ти го. Фала. Дали ви се допаѓа? Да, многу го. Нов ми е. Не тоа да се возиш. Имаше и розова, беше како многу детски и затоа си го одбрав овој. Од една спортска продавница ми е. Па поубав е овој. Да. Мислам сум го видела негде. Многу ми се допаѓа. И многу му се брзи тркалата. Многу е брз. Ај, и јас ке седнам до вас. Ајде. Само да го оставам тротинетот. А, не вака. Чекайте вака, чекай се разискам. Видиш што гледате? Видиш? Да, многу е јако. Многу е сладко. Да. Многу е убаво. Живи се. Многу е јако. Тротинетот! Врати ми го тротинетот, врати ми го! Нели ми го украде? Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири Минтири шоу. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири Минтири, Тинтири